Пред една година светот гледаше со ужас и неверување како насилна толпа упадна во срцето на американската демократија, сакајќи да го поништи исходот од претседателските избори. Толпата ги прегази чуварите и влезе во зградата на Капитол во Вашингтон. Законодавците се собраа таму за да ги потврдат резултатите што покажуваа дека кандидатот на Демократската партија Џо Бајден го победил републиканскиот актуелен претседател Доналд Трамп. Сенаторите и представниците побегнаа од своите канцеларии, додека поддржувачите на Трамп навлегуваа во зградата. Една година подоцна, американската политика се уште се опоравува од влијанието на овие настани. Лиз Чејни, републиканка и член на избраниот комитет на представничкиот дом за истрага за нападот, го вперува прстот кон Трамп. As the violence was underway on the 6th, it was evident to all. But we know that for 187 minutes, President Trump refused to act. And he refused to act when his action was required, it was essential, and it was compelled by his duty, compelled by his oath of office. Немирите избија откако Трамп ги повика своите приврзаници пред Белата куќа да маршираат кон Капитол и да ја вратат земјата, додека тој продолжи да изнесува неосновани тврдења за резултатите од претседателските избори. Десетици судски случаи водени од кампањата на Трамп за оспорување на изборните резултати на крајот беа отфрлени, вклучително и некои со кои претседаваа судии назначени од Трамп. Тој рече дека никогаш нема да го признае поразот и покрај недостатокот на веродостојни докази за изборна измама. We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Откако демонстрантите беа истерени од зградата на Капитол, подпредседателот Мајк Пенс ги потврди официјалните изборни резултати, прогласувајќи го Бајден за победник и на тој начин отварајќи го патот за неговата инаугурација која се случи на 20 јануари. Повеќе од 700 луѓе кои наводно учествувале во немирите се уапсени и обвинети, а некои се веќе осудени и затворени. Но предлог законот за формирање независна комисија која ќе истражува како се случиле немирите беше блокиран од републиканците во Сенатот. One party in Congress doesn't want to play ball. It doesn't want to defend Congress. I mean, the thing that really is striking to me is, people wanted to hang Mike Pence that day. They were going after Republicans as well as Democrats, and the Republican Party did not want to investigate that. Наместо тоа, истрагата на избраниот комитет беше формирана од демократите кои го контролираа представничкиот дом и тие вклучија неколку републиканци кои не му се лојални на Трамп. Работата е попречена од клучните сведоци, како што се сојузникот на Трамп Стив Банон и поранешниот шеф на кабинетот на Белата куќа Марк Медоус, кои одбија да сведочат или целосно да соработуваат. Но други пак сведоци обезбедија суштински па дури и експлозивни докази. Имаше сведоштво дека повеќе луѓе блиски до Трамп го повикале за време на намирите да одржи телевизиски говор во кој ќе им кажа на неговите поддржувачи да го прекинат нападот, но Трамп чекал со часови пред да ја објави однапред снимената порака во која ги повикува луѓето да си одат дома. Лиз Чејни, гласната републиканска критичарка на Трамп, на 2 јануари рече дека има сведоштво од прва рака дека ќерката на Трамп, Иванка, 2 пати побарала од него да интервенира. Како што напредуваа истрагите, Трамп и неговите приврзаници континуирано објавуваа лажни информации дека изборите им биле украдени од демократите. This is about the Democrats trying to cancel the guy that 74 million Americans voted for. They've been obsessed with this. The obsession continues. Републиканецот Џордан не споминува дека Бајден доби 81 милион гласови и мнозинството гласови од избирачкиот колеж од секоја држава, што доведе до неговата победа. Во декември, избраниот комитет побара од Џордан информации за неговите комуникации со Трамп на 6 јануари и за состаноците со Трамп и членовите на неговата администрација во ноември и декември, на кои наводно се разговарало за стратегиите за поништување на изборите. So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes. Преку ова аудио, Трамп очигледно се обидува да го убеди изборниот функционер во Џорџија да ги промени изборните резултати во државата во негова корист. Ова беше објавено 3 дена пред бунтот во Капитол.
I mean, we need to defend democracy, and the most important way to defend democracy is to make sure that people can actually cast their ballots. And there are big threats to that. There's also concerns that Republicans who are aligned with Trump are taking over election posts all over the country and would make it difficult to certify an election if Trump lost. Бројни американски медиуми објавија дека пред следните председателски избори во 2024 година сојузниците на Трамп се обидуваат да ги пополнат клучните позиции во дел од државите кои им се клучни со усогласени личности кои би биле подготвени да ги поништат изборите во корист на кандидат на Републиканската партија. Нью Йорк Таймс неделава напиша дека Републиката се соочува со екзистенцијална закана од движење кое отворено ја презира демократијата и покажа дека е подготвена да употреби насилство за да ги постигне своите цели. Весникот беше силно критикуван од Трамп и неговите поддржувачи, кои често го прикажуваа како бастион на либерални и левичарски мислења. Но една година откако демократијата во Соединетите држави се соочи со шокантен стрес тест, многумина стравуваат дека таа е се уште во опасност.